денес дојдовме во Кавадарци да представиме изложбата Стрип училиште, односно стрипот во интеркултурна мисија. Во Велес пред еден месец, точно пред еден месец, се одржа стрип работилници на која учествуваат 3 града, Велес, Куманово и Кавадарци, деца до 14 годишна возраст од различни етнички припадности. Има за задача да нацртаат по слободна тема, било како стрип на 2 страници, кои беа по-активни, нацртаа и повеќе од 2 страници за тие 2 дена, додека се одржуваше таа работилница, тоа училиште. И јас како долгогодишен познавач на стрипот, за овие деца кои првпат се среќаваат со оваа култура, со оваа уметност, сум мощно задоволен. Најпрво имам изложба во Велес, потоа во Куманово пред една недела и еве денес завршуваме со Кавадарци. Се надевам дека кавадарчани ќе имаат што да видат од овие млади стрип уметници и дека во блиската иднина се разбира, ако добиеме како за сега средства од Министерството за култура или од некоја друга институција, дека ќе предложиме со овие деца или некои нови деца што ќе покажат интерес да ја развиваме оваа култура што во светот е многу развиена, а кај нас за жал се наоѓа на маргините. Вие имате задача да ги поттикнете младите со нивните идеи и со нивните рачења да цртаат што е можно подобро. Разбира, ние покрај оваа едукативна работилница Стрип училиште организираме во текот на годината повеќе вакви едукативни, издаваме списание, издаваме стрип книги по повод некои знаменитости, настани, личности или слободни теми, комерцијални, например. Оваа година го издаваме и Трпео по трет пат, во колор, во луксузно издание, тврд повест, мощно интересно, пригодно за подароци, кои за жал ние во Македонија малку тешко ги користиме книгите за подароци, повеќе сме оние по кич подароците. Може ќе се вратат на ова. Меѓутоа, дај Боже да се вратат оние стари времења кога ние бевме ученици и кога ние си подаруваме книги. Нанче за ова топло време, во овој јули 31, последен во овој месец, доста народ се собра на отворањето. Предпразнично да, и баш сум задоволен пошто дојдоа и млади и родители да видат што нивните деца направија, како ги научија како да цртаат стрипови, кои се техниките и сите тие работи, едноставно да ја пренесат и дружбата со нивните врсници од Куманово и од Велес, заедно што беше стрип училиштето во Велес. Добри учители има. Па да, може да се пофалам, значи бевме поканети од стрип школата од Велес, една од може се кажу најдобрите у Македонија, така да самото искуство нашите млади од Кавадарци што го зема, тоа е не се опишува. Не се учи така секој ден стрип, стрипот е многу тешка уметност, меѓутоа со добра идеја и добра рака може да се направи нешто. Има ли интерес во Кавадарци за стрип? Па да, ние кога баравме млади за да учествуваат на оваа школа за стрип, тоа беше пред месец и пол, така нешто, сега немам фајчите за збор. Имаше доста пријавено млади, ние ги одбравме, значи имаше селекција и ги одбравме млади што стварно имаат барем некој талент и имаат желба за цртање, за со текот на времето малце и да се надоградат, тоест да научат нешто плюс. Вашето удружение со ова покажува дека може да направи ваква активност? Па да, Советот за превентива против малолетничка деликвенција секогаш е отворена за секаква соработка, за се што се работи за млади, работиме за нив, едноставно нивната креативност да испадне, за да не седат само дома пред компјутери, туку креативноста да испадне, еве сега моментално, а имаме преку стрип.